Продолжува масовната вакцинација во Куманово. Во регионалниот вакцинален пункт досега се имунизирани над 21.000 граѓани. Од оваа установа информираат дека се тече во најдобар ред, масовно се имунизираат и наставниците од основните и средни училишта од регионот. Досегашниот тек на вакцинација во нашиот пункт се одвиваше и течеше во најдобар ред. Досега се вакцинирани, како што и знаете, граѓани од повеќе општини во нашата во Куманово, значи од општина Липкова, општина Ранковци и другите општини, и секако дадовме значи и всушност ги вклучивме и наставниците од средните и основните училишта кои беа доста заинтересирани да се вакцинираат. И од училиштата потврдуваат дека интересот за имунизација е доста голем. Од гимназијата Сами Фрашери веќе се вакцинирале над 90% од наставниот кадар. Тие се надеваат дека од септември наставата ќе започне со физичко присуство, иако согласно протоколот ќе имаат проблем бидејќи училиштето располага со само еден влез. Има некои технички проблеми, поготово со влезот и излезот, меѓутоа само за тоа ние не можеме да кажеме дека во септември не може да почнеме настава со физичко присуство. Со сите капацитети, со сите наставници и техничкиот персонел, мислиме дека ние ќе правиме подготовка за во септември наставата да почне со физичко присуство. Од вакциналниот пункт во населбата Бедиње посочуваат дека во моментов располагаат со вакцината Синовак за прва доза и ревакцина со Pfizer и AstraZeneca. Дополнуваат дека засега немало нус појави, освен локални реакции на местото на убод, можеби оток и црвенило. Сите граѓани треба да ја испијат редовната терапија, да продолжат да ја пијат ако после вакцината, ако треба да примат некоја терапија, треба да продолжат. Нема некоја контраиндикација. Неодамна во Здравствен дом Куманово започната е теренска вакцинација и досега доста се реализирани теренски вакцинации за луѓето кои не може да дојдат да ја користат можноста за вакцинација во нашиот пункт. Од овој пункт информираат и дека се имунизирани и лица со посебни потреби, вработените во Кумановскиот театар, управата за јавни приходи, ЕВН и општината.